Министерке, според прогнозите на Светската банка, Северна Македонија ќе има најнизок раст во однос на земјите во регионот. Јавниот долг незначително ќе се намали. Реални ли се проекциите? Ако ги земеме предпоставките кои што ги зема Светска банка, тоа е нели што остана од претходната влада, бидејќи многу е краток периодот во кој што ние функционираме, би рекла дека логично е нивното проектирање, затоа што претходните години имавме слаби резултати и многу мал раст на БДП. Но имајќи предвид дека го менуваме комплетно економскиот концепт во насока на тоа дека ќе поддржуваме инвестиции, а не потрошувачка. Еве знаете дека во тек е нели оној голем проект кој што го најавивме за општините, повикот е во тек, така да тука ќе има голема реализација, исто така 250 милиони евра за приватниот сектор, значи очекуваме дека дефинитивно ќе ги оствариме оние стапки на раст кои што ние како Министерство за финансии ги проектиравме, а тоа е 2,1 до крајот на годината и за следната година ќе видиме, ама ќе биде повеќе од 3,5%. Проекциите не се оптимистички, затоа се изразува загриженост за буџетскиот дефицит, здравството, образованието и корупцијата. Ваш коментар? Па би тргнала од она што е најважно, барем во овој момент по мене, а тоа е корупцијата, и мислам дека тука, барем како министер за финансии, кој што е одговорен за дел од институции, кои што треба исто така да внимаваат многу, барем во делот нели на сивата економија, би рекла дека тука веќе немаме компромис, силно се бориме против корупцијата и криминалот, и во тој дел да кажеме очекувам позитивни резултати во периодот кој што следи, затоа и велам и сум поголем оптимист во однос на тоа што го зборува Светска банка, сепак нели како министер сметам дека знам какви се и лицата кои што ги предводат тие институции, Царина, Управа за јавни приходи, финансиско разузнавање и финансиска полиција, а во однос на буџетскиот дефицит нормално е дека преку ноќ не можеме да влеземе во математиките на законот, нели фискалните правила велат дека буџетскиот дефицит треба да биде 3% од бруто домашниот производ, а јавниот долг 60%. Не може тоа преку ноќ да се постигне, мајки во предвид дека ние во изминатите години имавме и буџетски дефицит над 5%, па дури повеќе од 8% една година, што значи дека треба време за да се консолидира. Секако за следната година е планирано 4%, па 3,5% да стигнеме до 3% до фискална, значи комплетна консолидација да се направи. Меѓутоа, од Светската банка изразија загриженост за кредитите што се земаат во Унгарија и како тоа ќе влијае врз јавниот долг, но и дефицитот. Видете, секое ново задолжување нормално дека им дава негативни ефекти. Меѓутоа, ние зборуваме за кредит кој што беше планиран од претходната влада, само не земавме еврообврзница. И тука напротив, например, би кажала како министер за финансии, како влада може да бидеме горди што успеавме да обезбедиме кредит под многу поволни услови, со многу ниска провизија, во однос да речеме да носевме одлука за издавање на еврообврзница. Сега парите се од европска држава, јас навистина не гледам ништо спорно. Напротив, успехот од тоа што постигнавме 3,25% каматна стапка, мислам дека некој се труди да го преврти во друга насока и да каже дека еве сега да не дефокусира од тоа што е најважното, тоа дека ги заштедивме граѓаните на државата. А што направивме? Позајмивме нешто што и претходно беше планирано, само многу поскапо. Зошто не кредит од Светската банка, од ММФ или некоја друга банка, туку од унгарска? Што условно, ако можам да кажам, Македонија добива, а што губи? Видете, кога зборуваме за задолжување, тоа е тема која што ми е нели посебно драга, затоа што тоа и го работев и мислам дека тука не можеме да избегаме од реалноста, а тоа е дека Светска банка дава кредити, меѓутоа наменски или проектно финансирање. Ние тука не зборуваме за проектно финансирање, туку зборуваме за средства кои што би оделе во буџетот и од таму би биле пренасочувани, дали за инфраструктурни и така натаму. Значи, зборуваме за различни типови на кредити. И опцијата да користиме средства од Светска банка или од некоја другите, да речеме европски банки, ЕБРД, ЕИБ и така натаму, тие финансираат проектно финансирање, значи треба да имате проект и финансирате. Во однос на овој кредит, ви кажав, најсоодветно е да го споредиме со еврообврзницата. Ние секако во некој момент ќе излеземе и на меѓународните финансиски пазари, но сега во овој момент сметам дека
неоправдано ќе беше да одиме и да се задолжуваме, да кажеме, на тој пазар со каматна стапка од над 6% и при тоа оние трошоци кои што ги кажуваме за како менеджмент фи или како сакате да ги наречеме се речиси милион евра, а тука беа помалку од 70.000 евра. Уверувате дека сте против замрзнување на трговските маржи, бидејќи не даваат никаков резултат. Зошто? Видете сега, за да можам да го одговорам ова прашање, треба пред нас да имаме бруто биланси и бидејќи јас сум човек кој што доаѓа нели од фелата и кој што е стручен во тој дел, и сега за да може да зборуваме дали треба да ги замрзнеме цените или не, треба да и погледнеме бруто билансите и да видиме врз основа на тоа, значи што ќе постигнеме. Кога зборуваме за замрзнување на цени, јас и минатиот пат кога сум одговарала на новинарско прашање, истото сум го повторувала, што ќе го кажам и сега. Значи, станува збор за методологија која што треба да се пресмета и направи. Имајќи предвид каква е состојбата во институциите во државата и со каков кадар располагаме, најпрво тоа е една од причините поради која што сметам дека не треба воопшто да се пристапува кон вакво нешто, затоа што не се институциите со соодветно ниво на квалитет. Кога ќе бидат, можеме да зборуваме и за вакво нешто, затоа што сметам дека ако немате соодветно ниво на квалитет, тогаш мерката различно ќе биде третирана од различни инспектори. Еве во ситуација кој што би правеле контроли и тоа може да направи дополнителни компликации, бидејќи сум човек кој што секогаш сака правото и правдината да функционира, токму од таа причина сум за поедноставни методологии. Јас спомнав, да, не за замрзнување на цените, меѓутоа, например, предлог да речеме како некој тип на попуст да се даде. Не да одиме со замрзнување со таква методологија, туку на одредени производи ќе направиме одредена математика и со попуст. Поедноставна е методологијата. Министерке, ви благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Ви благодарам и на вас на поканата.